од Римокатоличката црква, како представник на хуманитарната организација Македонски Каритас и како дел од тимот Сојуз за живот. Добар ден! Добар ден, Македонија! Ништо не те плаши, Македонијо! Храбро! Најголемиот подарок што го примиме и што го имаме е животот. И секој човечки живот е свет. Бог токму овој најскапоцен дар му го довери на семејството. Тоа е носител на животот и расадник на вредностите. Во семејството е зачеток на семето на културата на животот, што мора да проникне во општествените закони и уредување. Заедништвото на мажот и жената е единствено, природно, темелно и прекрасно добро за лицата, заедницата и целото општество. Семејството е антрополошки факт, општествен и културно сроден факт. Не можеме да го окарактеризираме врз темелот на идеолошките поими и концепти. Семејството е семејство. Не можеме да го определиме со идеолошки поими. Христијанинот, што ја доживеал Божјата љубов, е повикан да го шири Евангелието на животот, што ја победува смртта и го заштитува животот храбро и со љубов во секоја негова фаза. Би сакал да посетам на еден детак од неодамнешната посета на папата во Скопје во Македонија, кој средбата со младите ја заврши неочекувано, привлечен од една слика. Папата Франциск вели: од почетокот на мојот говор со вас, моето внимание го привлече една ситуација. Ја наблюдувам оваа жена пред мене, очекува дете, а некој од вас ке помисли: о каква неволја, кутрата жена, колку ке страда. Ке помине многу непроспиени ноќи, зашто детото ке плаче. Не, ова е детето на ветувањето, гледа напред, кон иднината. Оваа жена се осмелила да донесе дете на свет, зашто гледа напред, ја гледа историјата. Таа е засилена од силата на корените, да го турка животот напред, да ја турка татковината напред, да го турка народот напред. Заедно да завршиме со аплауз за сите млади, сите храбри жени кои ја туркаат историјата напред. Символично ја заврши папата Франциск својата средба со млади во Македонија на 7. мај оваа година. Ме радува што денес ова сведоштво на семејството и семејните вредности, овој марш го започнаме пред црквата раѓање на Пресвета Богородица, па нејзе доверувам сите вас, сите наши семејства и сето наше залагање за бракот, за семејството, за животот. Храбро, Македонија! Don Davor od Davor, a сега да го поканам брате Филипе, исто така од нашиот тим Сојуз за Македонија, пастор на црквата евангелска во Велес. Благодарам, отец.
Не беше моје да говорам денеска, требаше некој друг да говори, но апостол Павле рекол дека треба да бидеме подготвени и во време и во невреме да зборуваме за вистината. Па затоа ќе искористам овие неколку минути да кажем и зошто сме воопшто тука. Значи, повеќе новинари не прашаат против кого протестирате, зошто протестирате. Но ние одново и одново го нагласуваме тој момент дека дури самиот збор протест или протестант доаѓа од латинскиот протестаре, да се засведочи. Значи ние не сме тука против никого, туку сме тука да се сведочиме за она што ние знаеме и веруваме дека е вистина, за она што знаеме и веруваме дека се вистински вредности и сме тука да го кренеме нашиот глас и да кажеме дека во ова време каде што ние живееме, ние сакаме да застанеме и да реагираме против насилното, радикално, идеолошко наметнување на вредности и на дефиниции кои не се својствени за мнозинството, за огромното мнозинство на граѓани. Затоа уште еднаш ние сме тука да засведочиме за животот како сојуз за животот. Еден познат човек рекол пред да преместиш граница која поставиле старите, запрашај се зошто таа ограда и зошто таа граница воопшто е поставена таму. И живееме во време кога има такво насилен наплив да се променат дефиниции за брак, за семејство, за род, за пол, за вредности. И тие граници сакаат да се истуркаат и да се поместат без ниту за момент човек да запре и да размисли. Зошто тие граници се воопшто и таму? Зошто она што е дефинирано како семејство со векови и милениуми наназад сега треба да биде редефинирано или да биде променето? И за крај, за да не ложам премногу, јас верувам дека тука сите ние сме повикани, сите луѓе, браќа и сестри, почитувани отци, колеги, пастори, свештеници, сите луѓе кои сме тука денеска собрани за животот сме повикани не да бидеме само лице, да бидам јас како Филип, да биде отец Ивица, да биде Светле, да биде било кој друг. Туку сите сме повикани да бидеме гласот на разумот, гласот на вистината. Кога дојдоа луѓе и кога го прашаат, да го прашаат Јован Крстителот, да го прашаат дали е тој пророк, тој рече не сум пророк. Кога го праша дали си ти Илија кој треба да дојде, тој одново рече не. Тогаш го праша кој си ти? И тој рече јас сум гласот на оној кој вели, кој вика во пустината, покајте се затоа што надлежи Царството небесно. И знаете, тој беше пророк, тој беше најголемиот од сите пророци. Тој беше Илија кој требаше да дојде, но сепак тој одби да се идентификува со само неговото лице и со неговата служба, со неговиот повик во Господа и рече јас сум гласот на оној кој вика. Сите ние заедно сме тука гласот кој вика во оваа пустина, во оваа урбана џунгла, ако може така да се нарече, гласот на вистината и гласот на разумот. Затоа ве охрабрувам да го подигнеме гласот, затоа што кога го подигнеме гласот, тој ќе биде чуен и на небото и на земјата. Ви благодарам.